Законот за државјанство се враќа во собраниска процедура со европско знамеце, со тоа просторот на левица за да го блокира ова законско решение е намален, што како партија и како пратеници планирате да направите со цел да остварите таа ваша цел овој закон да не биде? Па ние најавивме не само заради злоупотребата на европското знамеце, туку и заради енормното пуштање на закони во скратена постапка, значи мислам дека над 80% се пуштени во скратена постапка, и заради маргинализирање на македонскиот јазик во собранието, ние најавивме целосна блокада на сите или да речам скоро сите закони во собранието кои што е во тек. Веќе почнавме, неколку закони се блокирани и така. Ако не можеме да го сопреме законот за државјанство, тогаш индиректно ќе го блокираме собранието, да ги натераме едноставно да застанат, да прекинат со овие злоупотреби. Ќе поднесувате амандмани? Да, со амандмани, и потоа ако комисиите бидат закажани, ќе ги браниме, со илјадници амандмани. Во однос на ова законско решение што е предложено, што е спорно за левица, со што не се согласувате, бидејќи денеска премиерот зајавили дека не му е јасно што за вас е проблематично во предлог закон. Премиерот убаво знае што е проблематично и огромен дел од експертите исто се изјаснија, значи против, како прво кои се алијанси алтернатива под нивна уцена да ни носат закон за државенство. Една малцинска партија со 12 пратеници. Значи самото договарање на законот позади затворени врати е недемократско, не е по прописите на ЕУ и не сме да се дозволи. Понатаму, ние веќе сме единствена држава од бившите југословенски републики која до сега две шанси имаше за апатриди, тоест за луѓе со сукцесија да добијат државенство, тоа е 1992 и 2004. Првиот пат година, вториот пат 2 години. Со овој закон ќе бидеме единствена земја во светот каде што со фотокопии од сметки за струја, од сметки за парно, заверени на нотар ќе се добиваат, значи државјанства. Понатаму еве ви други спорни моменти. Исфрлена е заклетвата, значи ако некој добие државенство со природување, влезе во брак со државјанин на Република Македонија, заклетвата за лојалност према државата е исфрлена. Се прашуваме зошто. Понатаму знаењето на македонскиот јазик е исфрлено. За тие луѓе кои што на овој начин ќе добијат државјанство, до второ и трето колено и за нивните деца заклетвата на лојалност е исфрлена, знаењето на македонскиот јазик е исфрлено, и една од клучните работи треба таму стои зборчето на. Тоа значи на денот на осамостојување на Република Македонија, тие луѓе кои што бараат државенство требале да бидат тука, сега е сменето до. Што значи некој со привремена работа за време на бивша Југославија што бил тука може да добие државенство. Стимнато е на 7 години, тоа е малтене дозвола за привремен престој. Дозвола за привремен престој е 5 години. Значи, клучната работа е што ефективната врска со државата, со територијата, тие луѓе веќе не морат да ја докажуваат, значи апсолутно законот не се концентрира на апатриди, тоа луѓе без државенство, туку на луѓе кои што веќе имаат државенство да добијат второ и вештачки да се пумпаат државенства, како што и самите алијанси алтернатива се фалеа дека меѓу 70 и 80 илјади нови државенства напливки имаме со овој закон.